Добра вечер, почитувана јавност, почитувани гледачи. Ви благодарам што и вечерва сте тука со нас и го следите подкастот ВМРО ДПМН зборува за младите. Вечерва ќе зборуваме, односно ќе дискутираме за престојните локални избори, младинскиот активизам, клучните политики што треба да обликуваат иднината на младите во Македонија. Вечерва мој гостин е Љупчо Ристевски, член на градскиот комитет при Унијата на млади сили. Љупчо, добра вечер и добре дојде. Добро вечер, Ангела. Најпрво ти благодарам за поканата и ти честитам на континуитетот со овој подкаст, кој што навистина е одлична можност за младите да допрат до младите. Ти благодарам, Љупчо. Ке може ли да ни се представиш, да ни кажеш нешто повеќе за тебе, што работиш, што всушност значи таа позиција и дали имаш некое хоби во слободно време? Па, во моментов сум дел од кабинетот на министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Инаку што се однесува на мојот партиски бекграунд, тој започнува некаде 2015 година во тогаш Средношколската унија при Општинскиот комитет Аеродром и мојот партиско-политички активизам трае се уште во моментов, како што кажа и сама, сум дел од градскиот комитет на Унијата на млади сили, предводен од Борис Шамбески, во улога на подпредседател. Не би сакал повеќе да должам, да не звучам претенциозно. Што се однесува до хоби, некако целиот живот се бавам со спорт, така да водно би можел да го издвојам во пролет, лето и рана есен, дека е моја некоја пасија, моја љубов. Кажи ми, возможно е партиската позиција, работата што работиш кај министерот, никако да ги вклопиш? Наоѓаш време? Со оглед на тоа дека и министерот потекнува од структурите на УМС и нашето познанство и контакти со работка датираат уште од тогаш, некако и целата наша соработка е поврзана меѓу партија и работа, но се разбира дека има дел кога се работи за Министерството за работата која што ни е примарна и дел за наменет кој што е за партијата. Се разбира, тоа е надвор од оној официјален работен дел, секогаш наоѓаме време и за да ги извршиме и партиските обврски. Значи имате меѓусебно разбирање. Секоја младинска организација си има своји цели, своја борба, своји закони и барања. Ке може ли нешто повеќе да ми кажеш за главните цели на законот за младинско учество и младински политики во Македонија? Па да. Вака инаку тоа е закон кој што беше донесен, изработен со консензус од сите тогаш политички помладоци, младински организации, активисти и оваа година баш навршуваат 5 години од како е донесен. Се работи за навистина еден квалитетен закон кој што за жал не е, еве 5 години потоа не е во целост имплементиран. Сметам дека има уште многу да се направи за да се имплементира во целост. Има таму добри практики, например, еден од членовите е дека треба и локална самоуправа, меѓутоа и државата на национално ниво да одвојува некаде 0,3% од буџетот за оние локални младински совети и младински собрања, национално собрање, национални младински совети кои што се предвидуваат во законот дека треба да се формираат. Државните институции треба да назначат службеник за млади и така натаму. На локално ниво општините мислам дека беа задолжени да по формирањето на оние локални младински собрања да овозможат просторни услови за да функционира тој совет, да ги помогнат со одвојување средства од буџетот, како што кажавме. Некои од општините веќе го имаат ова изреализирано, го практикуваат, некои се уште не се ни започнати, меѓутоа се надевам дека периодот кој што следи ќе ги исполниме членовите од овој закон и дека можеби ќе имам измени и дополнување со напредување на правата и можностите на младите кои што се предвидуваат со закон. Иначе главната цел на законот е поголема вклученост на младите во политичките процеси, во процесот на носење одлуки, особено на одлуки кои што ги засегаат младите. Добро, ќе ми кажеш ли кои се најважни индикатори за успешна младинска политика? Па, ова би можел да го поврзам со заложбите на
на нашата влада која што е предводена од ВМРО ДПМН, а кои што се должат на голем број низа мерки и проекти, дел кои што веќе се отпочнати со имплементација, дел кои се планира да се отпочнат. Еве, може да кажеме дека формиравме на самиот старт како влада Министерство за спорт. Спортот генерално најмногу ги тангира, односно го практикуваат младите. Делот млади и демографија исто така е додаден во поранешното Министерство за труд и социјална политика. Од тука може да издвојам мерката кој што треба да се реактивира, таа е Купи куќа. Еве, во доменот на нашето министерство може да кажам дека каде и да треба да се отпочне постапка за доделување на ваучери од 250 евра за оние електронски уреди за студентите. На локално ниво, општините кои ги предводат нашите градоначалници исто, почнувајќи од најмладите, создаваат градинки, реновираат училишта, стипендираат спортисти, помагаат на млади брачни парови со финансиска еднократна парична помош. Еве, во аеродром, конкретно од општината од кај што доаѓам јас, во времето на сегашниот, додека беше градоначалник, сегашниот министер за надворешна политика, се донесе една убава новина за најмладите, се воведе часот задолжително пливање. Се даваат таблет уреди до четврто оделение на сите ученици. Еве, сега гледаме вршителот на должност, веќе можеби да е во завршна фаза паркот во Реонски центар, кој што се разбира ќе има и павер елементи кои што ќе ги користат најмладите и така натаму и така натаму. Напомена една мерка од ново формираното Министерство за дигитализација, но досега се направени доста големи промени. Ке може ли да ми кажеш нешто повеќе за тие промени, проекти кои што сте ги реализирале досега и ќе ги реализирате? Па да, ти благодарам на прашањето. На почеток мора да напоменам дека ситуацијата која затекнавме во тогашното Министерство за информатичко општество и администрација при нашето превземање не беше на посакуваното ниво, демотивирани вработени, некои не знаеја ни која им е работата, немаше работни процедури, слаб проток на информации, со еден збор наречено хаос, може да се каже. Меѓутоа, за кратко време, од кога се формиравме како Министерство за дигитална трансформација, можам да кажам дека перцепцијата во јавноста е далеку подобра. Еден од главните проекти кој што е од исклучително значење за граѓаните е редизајнот на националниот портал услуги Gov.mk. На порталот немаше никаква интервенција од 2018 година, значи од самото негово формирање, што во комуникација со квалификувани кадри од IT секторот ни сугерира дека за да се снајдете на порталот треба да сте средно писмен инженер. Сега порталот е редизајниран, посодржаен, меѓутоа поедноставен, може да го користат и лицата со попреченост. Потоа отворивме засега нови 3 центри во Јагуновце, Штип и Аеродром. Според Државниот завод за ревизија, оние центри кои што во минатото се отвориле, но не го дале посакуваниот ефект, направивме контакт центри, например во Охрид и во Тетово. Во план сме да отвориме, во подготовка се, односно уште 3 нови до крајот на годината. Го интервениравме во Законот за електронски комуникации, со што ги забрануваме нелегалните приредувачи на онлайн игри на среќа. За прв пат се донесе национална стратегија за сајбербезбедност, се формираше сектор за сајбербезбедност во рамки на Министерството, во завршна фаза е Законот за сајбербезбедност, кој што исто така за прв пат ќе добие државава Закон за сајбербезбедност. Интервениравме во Законот за електронски документи, што електронски печатените документи стана еднакво важни како и оригиналот, што значи сега документите кои што ќе ги добијат граѓаните во електронска форма може да се ги испринтаат и апсолутно институциите, без разлика од приватниот или јавниот сектор, се должни според интервенциите во закон, според новите измени и дополнувања на законот да им ги прифатат еднакво како и оригиналот. И нешто што е исто така многу битно, возможивме нови простори за вработените во Министерството и нормално тие се порепрезентативни, но ова е битно затоа што
со тоа остваривме едно предизборно политичко ветување, а тоа е дека во просториите на поранешно политички систем повеќе не се игра фудбал, сега се таму сместени вработените од Министерството за дигитална трансформација и се работи по полна пареа за дигитализација на Македонија. Кажи ми, кои се конкретните придобивки кои што ги добиваат граѓаните и институциите преку овие проекти? Придобивките се разбира дека се значајни, иако сме на почетна фаза, далеку сме од она што треба да бидат Естонија или Украина, со оглед на тоа дека имаме уназадување изминативе години, сме го изгубиле чекорот на некој начин. Меѓутоа, со оглед на тоа дека живееме брзо темпо на живот и не секој секогаш има можност да излезе од работа и да чека по шалтери, како граѓанин, да ги добие услугите во дигитална форма или да аплицира за истите по дигитален пат, му заштедува време, а времето чини многу во вакво динамично темпо на живот, а од друга страна па за институциите стануваат поефикасни, се елиминира до некаде факторот човек и на тој начин се минимализираат можностите за корупција. Напоменавме дека доаѓаш од една исклучително голема општина во градот Скопје. Потекнуваш од политички младински помладок, еден од најголемите во Македонија. Па сакам да те прашам како младите можат активно да учествуваат во процесот на креирање на политики на локално и национално ниво? Па да, аеродром е град во градот, буквално се работи за општина според последниот попис околу 75.000 жители, некаде нешто повеќе од 20.000 се млади, исклучително голема општина со многу млади луѓе. Еден од начините може да кажеме е дека е овој на кој сме активни јас и ти и во политиката и во политичките помладици, тоа е преку унијата на млади сили, но се разбира дека постојат и други форми и начини на здружување на кои што младите може да делуваат и во група, меѓутоа и поединечно, за да допринесат и за себе и за околината, меѓутоа и за државата. Колку младите имаат можност да бидат застапени на советничките листи и дали понатаму би гледале с големен интерес кај нив за да се кандидираат на советнички листи? Па, еве тука веќе може да го кажам моето искуство на претходните локални избори во 21 година. Јас имав можност да бидам дел од советничката листа на ВМРО ДПМН во општина Аеродром, тогаш предводена од денешниот ВД градоначалник Дејан Митевски. Остваривме значаен резултат. Јас имав само 23 години и бев 25 на листата, ми се чини, и навистина беше одлична можност и привилегија за мене како млад човек да бидам дел од тој тим кој партијата го избрала да ја представува на територија на Аеродром, што би сакал еве една порака и до членовите на политички помладици, меѓутоа и оние кои што сакаат на некаков начин да допринесат во локалната политика, да во секоја можност да користат, да гледаат како на дадена шанса и да ја прифаќаат, затоа што навистина е убава можност да стекнете искуство, да запознаете нови луѓе и да најдете начин како да придонесете, како што напоменав и во претходните наврати, и за себе, и за околината, меѓутоа и за државата. Напомена дека си бил кандидат за советник на советничка листа при општина Аеродром. Тоа значи дека си бил ангажиран на терен, си бил во тета-теца средби со граѓани. Ме интересира со какви проблеми се соочуваат младите на локално ниво и дали ВМРО ДПМН има потенцијал и на наредните локални избори да го задржи резултатот кој што беше значително многу добар на изминатите локални избори и да победи новија. Па да, добро ме потсети со прашањето и со проблемите на младите. Во 2020 година имав изработка на аналитичка студија Аеродром за младите се викаше, тоа беше баш корона период, и направив едно истражување во соработка со една реномирана агенција Market Vision и на тоа истражувањето се однесуваше на млади на возраст од 18 до 29 години и во тоа истражување, можеби не знам дали
поради тоа што беше зимски период, младите на територија на аеродром дадоа дека најголем проблем е загадувањето. Мислам дека беше некако над 70% дека беше загадувањето, па после останатите проблеми. Тоа е сериозен проблем, меѓутоа мислам дека треба поголем ангажман од страна на сите. За младите фали, не знам, да се направи можеби како најмлада општина некој културен центар, некоја гимназија, како ние морале да користат да користат повеќе јавен превоз. Инаку од работата на терен тоа се некои брањата на граѓаните некогаш се основни. Меѓутоа се случува некогаш да имаме администрација која што знае да подзаспие, па после онака што викаат еден кога ќе ја сгреши работата, после е многу тешко да се врати во нормален правец. Тој се случуваше на државата, затоа почнавме и со прва цел на новата влада беше нормализација. Она што сега мислам дека му е потребно еве на градот Скопје е исто така една нормализација. Која е твојата препорака до младите? Мојата порака до младите е, па, добро, сега не сакам да звучам како некој стар мудрец, меѓутоа еве може да споделам нешто до кое што се водам и јас. Тоа е во овие времења на морална криза да пробаме да се задржиме до вистинските вредности, да си ја сакаме државата, да работиме за државата и да се прашуваме што ние можеме да направиме за државата, а не само да очекуваме што државата може да направи за нас. Лјупчо, ти благодарам што беше дел од подкастот ВМРО ДПМН зборува, беше чест што те слушавме. А вам, драги гледачи, ви благодарам што бевте со нас, продолжете да не следите и во наредните епизоди.